Дали би се вратиле во Македонија? Ми се наметнува ова прашање веќе некое време, подолго, добив и едно писмо со едно објаснување вчера од Твитер, од наш човек во Австралија, заминат од овде заминат како семеен човек и со фамилијата, со партнерот и со дете. Се работи за научник кој работи во стручна област од медицината и ми пише еден статус малку чуден, како има ли некој искуство од животот во Македонија за луѓе од надвор. Значи, ја не знам дали се слушаме и дали се разбираме, би сакал да ме слушнат убаво, бидејќи на стримот, поздрав стримјани, Facebook стримјани, многумина од тие што не следат на Facebook на стримот, за разлика од овие во живо, освен ако е линкот преку нашата веб страна каде што имаме 24 часа, каде што телевизијата има 24 часа стрим, дали би ве замолил да се вклучите во програмата, а секако и на Вибер, може со коментари, може со јавувања. Имено, една мала тирада да направам ја, па да се обидам вовед, бидејќи ова не е тема што мене ме тангира, ниту е тема што некој би, како да ви кажам, не е тема која јас ја разработувам или ја обзервирам или воопшто ме тангира, а и многумина во Македонија. Во Македонија главниот разговор е како да се замине од овде. Особено, откако дојде животот, демократијата, екзодусот на македонците, не на македонците, на македонските граѓани, значи македонци, албанци, роми и сите останати, масовно си бегаат од Македонија. Зошто и како? Мислам дека е доволно образложено и дека доволно знаеме. Но интересно е што некои луѓе ме потпрашале вака кога комуницирам на социјални мрежи. Не знам колку е тоа воопшто тренд, иако искрен да бидам, воопшто не верувам дека македонците кои добро живеат надвор би се вратиле воопшто назад. Зошто? Македонецот е заминат од овде заради подобар живот. Крај. Точка. Нема тука дебата, нема морализирање, нема етика. Го постигнали подобриот живот, тој не се враќа, не знам што да биде. Некој ќе зборат носталгија, ова или она, има тоа, но тоа се многу, многу ретки појави. Дури и оние кога се враќаат од многу проста материјална математика, што е многу човечки, нема тука за замерање. Тоа е секаде во светот, тоа е и во Грција, Бугарија, Србија, Албанија и така натаму, и така натаму. Ке се пензионира и ке рече, чекај, ја сега имам $1,500 пензија. Со $1,500 јас сум naked balls на запад, но затоа со $1,500 пензија јас сум господин човек во мојата земја. И многумина така си прават некои математики и покрај сите мани повеќе им е исплатливо да живеат тука. Бидејќи ја искрено не верувам во ништо друго освен во прагматизмот на човечката природа, кој обично понекогаш сакаме да го замачкаме со патриотизам, со продуховеност, со семејни врски и така натаму и така натаму. Секој од нас мислам дека да добие добра и солидна понуда, нема два пати да се размислува. Но еве што е размислувањето и од каде доаѓа. Ја наскоро ќе го отворам стримот да видам дали имаме поздрави од Израел, од Германија, од Канада, од Австралија, од Нов Зеланд или од било каде. Да се ја чујам мислата. Се работи за следново.
Многумина од нашите кои отидоа, ама не беа, како да ви кажам, неписмени. Туку зборам за образувана, високо образувана и високо стручна професионалност, значи во смисла компјутерски инженери, IT инженери, медицина, напредни технологии, така инженери, значи високо стручни кадри кои се заминуваат од Македонија затоа што знаат дека овдека условите не можат да им пружат скоро ништо и дека овдека, нели, ја знаете филозофијата на нашите газди, без секого се може, и тоа е така. Една голтка кафе, да ми се, бидејќи Windows-от ми е кренат, сега ми бара пасворд. Чекај малце. Уште една. Класичен македонец сега вика: Јанкове, сркаш кафе, бе, народов нема пари за леп, ти сркаш кафе. Се повеќе и повеќе се создаваат така наречени IT network, можности за работа скоро во секој сегмент, а да работиш надвора, да живееш тука. Дури и работодавците, заради умрежувањето на светот, па и со Starlink денес, им овозможуваат на луѓето од било кој дел на планетава, не мора да имаме само покриеност од А1 Телеком или Телекабел или било кој, им овозможуваат од било каде да работи. Значи, не мораш ти да се вратиш у град каде што има добра инфраструктура, можеш да отидеш у било која селендра, да си донесеш за $500 еден Starlink на Елон Маск и да имаш супер ултра брз интернет 24 часа, да си ги плаќаш сметките онлайн и да работиш онлайн. Многумина на страна криптовалути, тоа е еден не сретнав за овие 5 години да направи пари, исто како и за оние картици, лавици, тигрици, никој ништо, све naked balls run like company. Сакам да кажам, има многу, ако се сеќавате, да ве подсетам сега, ломотам на широко, да малку кликне во вас, па може би да ги потикнеме телефоните. Јас се надевам дека некаде во иднината моите колеги од режијата ќе ги дадат телефоните, Вибер, бројот, мејлот, па може би некој ќе се инспирира да пише, да се јави, да искоментира на темата. Некаде во иднина, сега иднина може до година, може би за 2 минути, може за 30 секунди, може би пред крај на емисијата. Не знаеш што се работи од иднината. Која знае иднината? Можеш да ја предпоставиш. Дали ќе се појават телефоните? Не се појавуваат. Сори. Ја ве поканувам да влезете во дебата. Режијата веќе со надчовечански напори успеа да го подигне сидрото кое влече напред и еве ви го. Значи, на Вибер бројот може да испраќате пораки или директно да се јавите. Директно да се јавите, ама по Вибер. Значи, тој е наместен само за Вибер. Нема апарат телефонски да звоните директно на него. Сори. Така е сега за сега. Она што ги мачи нашите и зошто веќе почнуваат. Прво, млади отишле, не се веќе стари, добро и моди и се надградени. Режија, чекај малце. Тоа значи дека се чувствуваат способни да се вратат назад и да продолжат добро да заработуваат во своите сфери. Они ги проучуваат овие работи. И веќе им станува јасно дека не мора да станува са бајле, дали у Сиднеј, дали у Скопје,
да станува сабајле, да иде у канцеларија, кога истата работа, истиот квантум и сериозност на квантум можат да го завршат, освен оние кои работат во лаборатории. Но оние што се програмери, оние што работат на сериозни проекти, каде што онлайн комуникацијата е сосема доволна за било каде во светот, се охрабруваат. Но и покрај тоа, зошто би доаѓал ти овде, во целава оваа нелагодност овде кај нас и политичка, и економска, и финансиска, и секаква, да ја напуштиш една златна Австралија. Еве што кажуваат, иако тоа се некои, зборам, луѓе интелектуалци, 99% од македонците апсолутно уживаат во Австралија без оглед на се. Зборам за Австралија, не можам да кажам за Америка, за Канада, но предпоставувам дека е слично. Не сакам некој да се почувствува навреден. Ако се чувствувате навреден од ова што го ломотам јас, апсолутно задржете го за себе, правете статуси, хейтајте ме, ама не влегувајте во дебата со мене. Прво, нема да излезете на крај, второ, нема ни да ви ја дадам. Се работи дека помлади парови кои имаат деца, децата им се воспитуваат. Последниве години, откако замина короната, откако војната Русија-Украина не зеде толку замав, општа хистерија е по училиштата за тоа така наречено джендер флуид шарено воспитување на децата. Значи, намерно терање децата да се облекуваат како жени, да се пакнуваат со мажи, чисто да знаат хомосексуалноста дека не е нешто страшно. Тоа се некои филозофи. Има родители на кои тоа им смета и кои сакаат класично воспитување, како што го имале и они, на собствените деца и велат дека таму не можеш да се бориш. Згоре на тоа, цените се толку качени на патните карти, значи патувања веќе до Австралија, до Америка, до Канада, се отидени 40 до 50% горе. Но предпоставуваме дека нашите се толку богати да тоа не им смета, но изгледа не е така. На многумина кои знаат да дојдат овде барем да си ги видат роднините и родителите и да им донесат по еден шоколад и коук, очигледно веќе им прави проблем. Трета работа, цените на храната се отидени многу високо. Даноците се зголемени на Западот, затоа што кризата од 3 години затворење и уништување тотално на економијата, луѓето ги прави. И сега нормално е дека нашите луѓе вика, чекај, ако ја овдека животот ми станува скапа, дојдов заради подобар живот, да чекам да стане овде како Македонија, иако никогаш нема да стане, ама ќе стане се понапорно, се потешко и така натаму. Тогаш нивото да може да си го задржи, бидејќи ќе им опадне нивото, ама пак ќе биде добро. И пак ви велам, не се секирајте. Може Австралија да воведе фашистички режим. Може да ги натера сите да сменат пол таму, принудно, и да учат марсовски, 90% нема да мрднат и ќе викаат супер. И тоа е така, човек се навикнува, пушта корен, како што и ние македонците, не јас сакам Македонија. Што е тоа бе, сакаш Македонија? Излези на улица. И улицана е Македонија. Овие сообраќајни идиоти што, ја не знам зошто на БМВ има жмигавец. Дали сте виделе вие возач на БМВ да даде жмигавец? Дали сте виделе вие во Скопје некој да дава жмигавец? И тој ако дава жмигавец го гледа, ненормален. Или хигиената, или агресивноста, или поздрав до сите дами и вработени по маркети, еве конечно малку затопли. Вие сте херои. Па да ви кажам дека 90% од луѓето што работеа по маркети цело зимо, работеа во маркети без грејење, освен оние во големите трговски центри. Честни исклучоци секако дека имаше. Еве сега се враќам од маркет, уште шмркам. А они се цел ден на работа и на нога. Не се. И стварно човек ќе се праша зашто некој би се вратил. Знам зашто би си отишол, но зашто би се вратил? Океј, тоа е мојата тема, ова е мојата тирада.
А јас сега ќе се обидам да ги отворам дали имаме Александар Рапо Алексовски вели Фейсбук. Јас ве гледам цело на време на Фейсбук. Андреј Вено вика окей. Нема теми да го видам и Вибер или Вајбер. Не знам како се вика? Вибер или Вајбер. Борис Начков ми да се Борис Начков и Златко Илиев за водата што ја пијат Скопјани. Да сте живи и здрави. Добро вечер, Јанков, од Владимир Сарафов. Емисијата прекасна. Сакам да ве извистам за огромните проблеми на младите деца при полагање на возачки испит. Тоа е една голема банда која нашите деца не можат да издржат. Има тарифа да се положи, тоа може да си го дозволат само некој од Западот и од Македонија. И добро, која е тарифата? Бар да знаеме, нели? Да не се мачиме. Океј? Фала режија, не мора да иде тоа у кадар. Ако имаме гледач, можеш да го вклучиш веднаш. Ако не, чисто да ја видиме штих пробава. Не мора за темава да се држите. Ја нафрлив, но ако... Добро вечер. Добро вечер, повелете, во програма сте. Браво. Добро вечер, повтор пат. Повелете... Ево, по трет пат, добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете, во програма сте. И за гледачите, да си здрав и жив. Може нешто да ти шепнам? Може, повели. Не се вика жмигавец на македонски, туку трепкач. Како се вика на албански? На албански, чекај, како беше п. За ова сум се расправал да ти кажам на едно место, сите албанци, и јас бев тука меѓу нив, викам, ај кажете ми, викам, како се вика на албански жмигавец, пошто жмигавец српски ние го користиме. Нели, старо српско-хрватски. Така. Дај ми слушал. Еден вака, еден онака, преđо се вика, преđо. Преđо. Предо или Фредо? Преđо. Преđо. П-Р-Е-Дж, као Джакарта. Джакар, одлично. Преđо, така се викало. Значи, која ќе се пцуеме... На плажа во Драгица. Шоку, Преđо. Никој не дава Преđо бе у овој град бе. Така. Деликатно е малце за јазиците да си познаваме секој свој јазик како што треба. Валај по. Језик будуćnosti. Ние под српско-хрватски јазик, и војска и редовна настава сме имале и така. А ја после на албански маца сум учел и маца, меѓутоа, од слушање телевизии, вестници, пријатели, онова, малце па научив добро. Така. Не, одлично збориш македонски. Не, секоја ти чест. И ја би сакал така да го знам. Види, имав и ја предрасуди зошто не учев албански и не научив албански, а требаше. Чисто ке бев фраер, онака да знам албански, не очо ми треба, да знам, чисто. Као што си научив српско-хрватски, како што си научив англиски, како што си научив малку италијански, малку руски, малку германски, малку по малку. И ја руски, италијански, така малце, нешто англиски. Buongiorno signore, parlo a tutti contro la mafia. Una grande cupoli cattedrale di Milano. Bene. Така, ја на албански сум учил многу малце, така беше ситуацијата. Српско-хрватски подобро од мајчин јазик, па и подобро и од македонски, ама не, од македонски не сигурно. Ама добро го владеаме и српско-хрватскиот јазик. Пошто имав некои предмети во школа, имавме материјали ние во школата, специјално знаеш ти во кој школа. Од Белград добивавме книги на Браево и беа на српско-хрватски јазик, а и ден денеска
читам списанија, добивам од Подгорица, од Осијек, од Нови Сад, од Белград добивам списанија на српски јазик и немам проблем. Така да, ја не ти ја чув најавата да што се работи за движењето на граѓаните. Не, знаеш што те овакво. Ти, колку те знам, како албанец имаш поише деца. Имаш ли деца у странство? Четвртата ќерка ми е во Минхен, петата ми е во Италија, во Значи, муабетот беше, некои наши од Австралија ми пишуваат дека размислуваат да се вратат овде. И сега, пошто сите ние збориме дека генерално сите си одат од овде заради подобра плата, подобар живот, зошто некој би се вратил, нешто дадов тема. Дали твоиве деца или твои пријатели или пријатели на пријатели кои се надвор размислуваат да се вратат, зошто би се вратиле, зошто да, зошто не? Ево вака, петата ќерка ми е отидата одамна уште 2000, само што направивме свадба, уште неколку месеци после свадбата отиде и таму живее, и таму има и децата таму и се родени. А четвртата ќерка, мажот ми беше, зетот ми беше војно лице. Не беше кој за што чин, водник беше. Па после полагаше некој испит и стана стар водник. Во касарната во Тетово. Раководител беше на автосервисот во касарната. И вика, се ми дадо решение ново, вика, од водник на стар водник. И кога разлика, вика, 300 денари. 300 денари покачување. И на парчиње решението, вика, пред старешината, и веднаш ке напусти и одма за Германија отиде. Сега си ги собра и децата таму, децата му се сите на школо, големата се завршава, ќерката завршава хемиско училиште, одма на работа, одма 2000-4000 евра типа плата, и ќерка ми е на работа, и он е на работа таму, другите се помали деца, 4 ќерки има, и така сега за сега, не, меѓутоа, а у Кондор живее. Меѓутоа, сите би се вратиле, доколку се поправи ситуацијата малку кај нас. А што треба да се поправи? Што треба да се поправи? Еве, значи не се враќаат, окей име. Супер. Ево, 3 работи има кај нас. Прво, ние сме многу блага клима имаме, многу изморена клима имаме за земјоделство. Комплетно производство. Тука да влезе и сточарството исто, само Галичник имало 200.000 овци своевремено. Само Галичник. А сега ова година се планира 200.000 јагниња извоз, замислите. А каде се другите места? Значи, ако има толку извоз, ако бара толку јагниња, предпоставам дека ќе има и луѓе кои ќе се нафатат у тој бизнис, така? Ама да, зашто да нема 2 милиона овци, зашто да нема 12 милиона, како што имало. Така да, значи, сточарството, имаме одлични услови, имаме за туризам, езерски туризам имаме. Добро, отприлика не треба се да набројуваме, тоа знаеме. Значи, овие 3 главни работи, земјоделство, сточарство и туризам, и планински, и езерски. Ама тоа е општо ја и ти што правиме муавет. Што твоиве или пријателиве им треба за да се вратат? Најнапред, инфраструктурата у целост на Македонија треба да ни биде окей. Значи, зборувам и за патна, и за железничка, и... Тури му пепел. Абе, слушај, критика до твоиве. Да. Значи, дојдоа на власт. Абе, зошто за овие 5 години, еве, главни се, дуи е главен, албанците се сега, мислам, да не се лажеме. Какви македонци? Зошто не го направија качанички пат до косовска граница? Дали некој албанец ти кажал каков е патот во Косово до македонска граница? Абе, мислиш у Америка си, човеч. Онаа руина. Па нели за комуникација со албанциве и така натаму. Еве го пак се они одговорни за Петровец Скопје, Скопје Петровец.
3 години се прави. Ништо, само ступчиња. Абе, барем за вас, кради, ама бар направи нешто, бе. Не, онака зборам, не те закачам, ајде. Толку сум и јас од тоа, Јанко. Само јас сум на седа, само член, не сум на дуи. Према тоа, од општина Саре ние малце сме задоволни со инфраструктурата. Пошто тука поминува и коридор 10 и коридор 8, патот, реки си, за никаде е скоро, треба да се поправи, а селата сите се поврзани. Останува само да се среди со струјата, да се комплетира, по бандерите да се стават броилата, да нема работа со инказатори, со плаќам, не плаќам. Водата, пази, ние пиеме од Буковиќ арам вода, Јанко. Арам вода веќе 7 години пиеме. Зошто велам арам? Од Расче. Неаме ни и ден денеска водомери неаме. Не плаќаме ништо. Арам е затоа што се миеш, се бањаш, месеш хлеб, пиеш вода, переш алишта, тоа све е арам пара. Така да, тука треба брзо тоа да реагират и водовод и општината Саре. Абе, 5 години помина, го срушивте Груевски, што не чинел, требаше подобро. Епа, дај бе да видиме подобро, бе, малце, бе. Фала ти многу што се јави, поздрав до тебе и до твојата фамилија и фала малку, колку толку за темава што ми беше. Дали нашиве луѓе од надвор би се вратиле, зошто би се вратиле или зошто не би се вратиле. А и зошто воопшто размислуваат да се вратат. Значи, едно од работите е што на запад, особено во Австралија, например, во училиштата сериозна изместување на воспитанието, особено во сегментот на сексуалното воспитание, кое не го прави веќе држава, не го прави веќе наука како порано, туку го прават невладини организации со нивните агенди, а многу добро знаеме кој во овој момент владее и против кого не смеете да писнете, против што не смеете да кажете. И додека пред да го вклучиме, драги мои, ние сме во очекување наскоро Lidl да почне да работи во Македонија. Србија е прилично моćна држава и финансиски многу појака од Македонија, но во секој случај еве една немила сцена. Ова е србите го објавија на TikTok, Србија денеска во Lidl во Борча. Инаку тепачкава е за ефтини смрзнати кебапи. Ја не паќам сеир, нити подсмев, само едно ќе кажам. Кога мечка игра во комши, прашање е кога ќе почне и во твој двор. Но да сме живи и здрави. Нека дојде Lidl и нека носи ефтини кебапи. Не е ова толку страшно, ама ова покажува дека Lidl кога ќе дојде ќе биде општи циркус во Македонија, особено кога ќе почнат со вакви акции, а они имаат низ цела Европа своји продавници и они можат да си дозволат и поднабавна цена, што значи многу тежок период ќе ги очекува Веро, Рамстор, Тинекс. Тоа се наши компании кои не знам како ќе обстанат покрај, па и дури еден Камп кој во моментов е најмоćниот ланец на маркети во Македонија со најголем промет и така натаму. Ќе биде интересно. Ние ќе профитираме. Виде, во пазарно стопанство тоа ќе значи рушење на цените уште повеќе. Ќе видиме како ќе биде. Инаку дознав кај ќе биде новиот Lidl. Имено Бриколаш го знаете во аеродром, кој не успеа да се наметне како сериозна конкуренција на Хубо Маркет, кој па интересно и Хубо Маркет повеќе не е истиот газда, не е веќе реплик, има нов газда, па ќе видиме и таму како ќе биде ситуацијата. Тоа се места кај што ја
како да ви кажам, се лечам. Значи, кога имам проблем психичка напнатост, а немам време да идам негдека надвор од Скопје и така натаму, идам да разгледам негде кај што има многу джиджери-миджери, разни кои не сум ги сретнал. И самото разгледување, да, ќе купам некоја ситница непотребна, а тоа ми е Веро Джамбо, тоа ми е Джамбо ми е како да сурфам низ AliExpress. Она што онлайн продажба го имате на Facebook, на Instagram и така натаму, 50% од работите ги наоѓам во Веро Джамбо, за дури и поевтини цени. Хубо маркет, исто така, и по некој од овие поголемиве маркети, кој ќе идам у набавка, намерно идам малку по-долга, по-големите, за онака да ми издише главата. Кога немаш време, едноставно, например, пола саат пред емисија, кај ќе дај малце да се изрекреираш, пошто у овој град често пати ми викаат: Јанко, срамо тебе, уште носиш маска? Да, јас носам маска веќе 12 години непрекинато, па и повеќе, и немам намера. Со маска ќе ме закопате. Затоа што вашата ароганција да го дишете овој правлив, задушлив, загаден воздух, ја ви се восхитувам. Ја не, фала. Не ми треба. Мојот ларинг е премногу битен, бидејќи ова јадење бурек мене ми носи плата. Ја вака заработувам. Уште ова да го изгубам. Вие терајте си, нема проблем. Ја не се лечам со ракија. Дали имаме гледач на линија? Има. Добро вечер. Не могу. Каков заклучок. Човече, ја не знам зошто уопште студираше електро. Зошто кога дојде: Господин, вие електро... Да, еве ви диплома. Ама не да студирам да по... Не. Еве ви диплома. Доктор. Мислам, вака. Тоа е феноменално. А што не ми кажа порано некој бип, викни ми уво да не јадам толку бурек, да не чека човекот. Собрал женски горе у студио и нема, кај погледно е сега, кај си маче. Јас со Јанко. Смета, чекај, сега ќе го стишам. Да, чекајте. И маче, што правиме ја и ти вечер? Шема мач. Добро вечер. Нема никој. Добро вечер. Има, добро вечер. Повелете. Здраво, Јанко. Здраво, повелете. Вака, јас затемала малку за децата што се иселуваат од Македонија, во овие европски земји, и што не сакат да се вратат назад. Еве, јас имам две ќерки. Они едната е во Италија, другата е во Норвешка. И јас сум си сама тука. И добро, сега не сме, не знам колку ситуирани, но пак имам добра куќа, имам имот, имам се. И еве викам, сега вратете се назад, еве се ова да се продадем, пак ќе кошта околу 1.000.000 евра. И дај, викам, отворете нешто тука. Што ти е тебе, вика? Да се вратам јас од Норвешка, во Македонија. Друга вика, не бе, мама, вика, ја од Италија не доаѓам, а она е во Торино. Извини, две подпрашања. Бидејќи, нели, разбравме дека добро живеат и честитам, браво, верувам заслужено. Дали се високо стручни? Да. Магистри, специализанти и докторант. Значи, едната е фармацевт, другата е правник. Браво! Значи, студираше, магистратурата ја заврши во Париз, така и тоа и донесе, без бугарски пасош, без ништо, да си отиде во Италија, се живее во Торино. И е мажена за италијанец. А фармацевткава е мажена за македонец и он е хирург, и во Норвешка се двајцата. Сега верувајте ми. Значи, јас како родител, викам, значи, куќава да се продаде возија, имаме се. Значи, викам, ајде во глобала 1.000.000 евра се ова кошта. И еве, викам, еве, да си, вие што имате таму, да отворите нешто. Дали тоа ќе биде, медицина, нешто од здравството, нешто, некоја
поликлиника, пошто тоа е ортопед. Инвестиција хирург, да ова е- направат во Македонија, ве разбирам, да. така. И што викат? И вика, што си луда, мамо, вика. Фармацевтова не ќе да слушне. Сега, значи, тамо каде што живеат, ја бев во Норвешка, во тој град што е за истражување. Значи, за истражување, за сарсот, за било кој вирус или бактерии, или не знам што тамо што испитуваат, не знам. Тоа и може би некоја тајна е вака што испитуваат, како испитуваат. Верувајте ми, ќерката, кога ја видов, значи, ипак ја не разбирам норвешки, англиски е тоа, кога видов дека на незината плата, значи е 74.000 евра. Извинете, сега чекај, идувам Маце. овдека да Господјо, дојде. не ве чув убаво. Не ве чув убаво. 74.000 евра зема плата. Колку? Ево истражување и развој. Годишно? Доктор, да. Тоа е годишно, 70.000 евра. Не, господине Јанко, месечно. Месечно. Месечно 70.000 евра. 74.000 евра. Значи, Да не и тоа треба е, шофер. Значи, нето плата. Значи, со осигурање, тоа е, значи, плюс што си паќа нормалното осигурање, значи, не дека доаѓа до Мажена ли е? 58.000 Мажена ли евра. е? Да. И сега... Да ја вика, разведеме, ти ми вика- имам двајца синови да се посвати. Се шегувам, се шегувам. Господјо, се сега шегувам. вака, ве молам, значи дете што имат, образование такво, што работеше во ОКУИ и што е во истражување разно што работеше. Значи сега си отиде сама си успеа, без бугарски, без вакво, без такво. И сега, тоа дете, јас треба назад да го вратам, ајде, кажете ми вие. Стиши го микрофонот, те молам. Ај, кажете ми вие, дали треба јас да го вратам назад тоа дете? Или да се вратат и докторот и ќерката да се вратат назад? И зето дете. Вистина не знам. Кажете ми, вие како се чувствува? Сами живеете тука? Да, сопругот мој почина и сега замислете. Значи, А тоа зошто, еве, ја ве прашувам тоа, а зошто тогаш вие останувате тука? Многу дисторзира, видела. борете микрофонот. Јас само бев, јас само идам. Добро. Јас нон-стоп идам, нон-стоп сум се на авиони. А зошто Но, меѓутоа, останувате ипак тука? Тука ме врзува, Јанко, тука ме врзува. Тука ми е, гробовите ми се на моите родители, на мојот сопруг, на фамилијата на сопругот. Ја пати доаѓам тука. Значи, И кога ќе го носталгијата, видам лозјето, значи само носталгијата ве држи тука, ништо друго. Тоа е, Јанко, тоа сум дошла. Кога ќе и отидете платам и таму, викам, да ве прашам, Како? кога ќе отидете таму, вашите деца ви дозволуваат да останете колку сакате, предпоставувам. Ма колку сака, Каков викам, ви е ама животот? сака соли. Каков ви е животот таму со нив тогаш кога ќе останете, ве молам? Сега вака. Они ми даваат, например, да кажеме, пошто не ги разбирам многу јазици, отворено да кажам, ми даваат, значи, преведувач, ми дава преведувач и на македонски јазик, и да ме сета секдека, значи, отклоп буквално горе долу, секоја, мама, еве ти пари и оди сета и купи што сакаш. Верувајте ми дека ми ставила 10.000 евра, јас што да правам со 10.000 евра? Мерсаче, не. Ана мама, Ана се вика ќерка, Ана мама, не ми треба ништо, еве ќе прошетам видов, и лани и прехлан. Господјо, Мама, сакам не Македонија. кажувајте идентитет, ве молам, за волку успешни и богати наши луѓе, бидејќи македонецот е, има многу македонци кои се паразити и кои ќе ви се нафрлат заради пари, затоа ја ви честитам, ви се восхитувам и браво. Многу ме радува кога ќе чујам дека некој успел, дека материјално успел, дека има пари како што треба, како што доликува, а не да биде само оние најниски занимања, туку ова ме радува и се надевам дека во успешноста на нивната кариера, ако не првата, барем втората, може би третата генерација, кога ќе изумреме ние овдека, што ја упропастивме
економски, политички оваа земја, точно ќе така, дојде да. некоја генерација која ќе направи подобро општество Ете така. и луѓето природно ќе се вратат. Значи, за 2-30 години, може би, па натаму, сега за сега, разбирливо не. Ви честитам, тоа е ваш успех, децата ве сакаат, богати се, успешни се, емоционално стабилни, семејно стабилни, ве почитуваат, вие сте исполнети и убава старост ви посакувам, Господјо. Заслужено. Тоа сакам само едно да ви кажам. Кажи. Значи, керката вика вака. Јас вика системот наставно, значи од состојаниот систем. Сега, она е фармацевската повеќе зборува, али другава, буквално дека е мазена за италијанец, она си го гледа веќе правецот во Италија. Она вика не доаѓа во предвид, мамо. Сега, видите што ми вика фармацевката. Јас, мамо, добро, ке спецелам пари, да речеме на 40, пошто сега имаат по 32 години, вика, јас ќе спецелам добро, мамо, ќе спецелам милиони. Верувајте ми, мамо, вика. Јас ќе се вратам, еве, назад, ќе отворам, например, да кажем, еве, дали ќе биде тоа ортопедија, дали ќе биде некоја фармацевтска, компанија. Верувај ми, мамо, вика, нашето, македонското, она злобното, пак ќе се појави, како што се појави кај Камчев, кај што се појави кај овој хирургов за срце, како се вика се Филип Тори, верувај ми дека и мене истото ќе ме снајде, вика. И мене истото ќе ме снајде, вика. Затоа што тука постои една таква труа, верувајте ми, на таква труа злоба и во македонското повеќе. Значи, во македонското она битие, да ако успешен човек, значи, е само човек, буквално, во професијата, во се, ако не е во владата или со владата или со партиите, бргу ќе пропадне. Не бргу, него постепено. Така му направија и на овој сега, кажете го заборави, хирургов, кардиологов. Жан Митрев? Жан Митрев. Верувајте ми, вика, и ова керката, а и зетов вика, јас кога се вратив од Шведска, пошто помаровците го пратија за да се усоврши во Шведска, ја вика, кога се врати, вика, назад, и пред ковидов, се среќавал нормално со овие доктори и кажуваат дека колку се успешни, колку отвориле се, убаво е тоа се, вика. Но кога ќе ви дојдат мршојавци и кога ќе ви речат сакам ова, сакам она, сакам вакво, сакам такво. Тие сите се рекетирани, верувајте ми, Јанко. Господјо, потполно сте во право, значи растот на криминалот во Македонија, рекетот, ако почнеш бизнис приватен, обавезно ќе добиеш рекет, и тоа државен рекет, партиски рекет. Така, Фала ви многу, Господјо, убаво јавување. Се надевам дека ќе ги поттикне и другите или за размислување на другите и се надевам дека има многу како вас, бидејќи знаете како ме радува ако веќе заминувате од овде, да сте не само успешни, да сте надпросечно успешни. Нам ни фалат луѓе како Елон Маск, богаташи. Нам ни фалат успешни пејачи, како кај албанците што имаат Дуа Липа. Ме разбирате, такви успешни личности, спортисти, како србите, Џоковиќ што го имаат и така натаму. Значи, ако веќе ја напуштате, бидете, нека експлодира, да си го оправдате зошто сте го напуштени. Бидејќи има многумина што им е тешко да го напуштат, ама мораат, но многумина викаат, не бе, ова не се трпи. Еве само да ви кажам, мојата тирада на почетокот, веднаш држи го, веднаш го вклучувам гледачот, следниот, вика, ни пукна филмот у оној момент, вика, едниот партнер работеше како програмер во фирма 15 години. Кога рече дека размислува да си оди, сите шокирани, ама никој со мал прст не мрдна да седне да разговара за да го задржи и така натаму. А другиот партнер вика, ми побараа партиска книжка за да го запишам детето во градинка.
Викам, не е можно ме лажеш. Вика, јас сум у Австралија. Вика, зошто би те лажел, Јанко? Зошто би те лажел? Ни побара партиска книжка, ни пукна филмот, тогаш се спакувавме. Мислам, ова се реалности. Ова е страшно. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма, сте, слушаме. Вах, малце госпожа ме потикна да се јавам и јас сакам да кажам нешто мое излагање, ако може. Како не? Ние сите кажуваме децата да ни останат тука. Да живеат со нас и да живеат во Република Македонија. Дали е во провинција, дали е во Република Скопје, не, кој како ќе се снајде. Меѓутоа, Јанко, партиите не дозволија политичките партии нашите деца да останат во Македонија. Јас имам двајца програмери кои работаат во Британија. Пред да заминат за британската фирма да работаат, јас прошлата власт ги молев и не само што молев, него клекнав на нозе да ги замолам да ги запослат. Никој не ми обрачаше пажња. Сега историјатот да го кажам на моите деца. Едниот работи како раководител во една британска фирма, а другиот е почетник со 2 години. Лични доходи, тие да ви кажам нешто, дека некој нема да поверува дека програмер во Македонија најниската плата е 1500 евра, а највисоката е 5000 зависно од раководното место. Во Скопје зборуваме. Во Република Скопје. Сега, ако тие напуштат Скопје со 2500 евра, 1500 евра минималната плата, он во Британија ќе зема 6 или 7 илјади фунти. А по стариот ќе земат од 15 на 12 или 15 илјади фунти. Сега да ви презентирам нешто, што е вистинито. Никој не бегат од своето огниште и од својата куќа ако нема мака. Овдека сите имаат и тие што работаат на добри работни места во Република Македонија, си имаат од политичките партии проблеми. Проблемите кои ги нанесуваат на сите, поготово исклучиво и на стручни лица, тоа е невидена работа. Без разлика на која партија, сите се исто, кој е мање, кој е веќе, само на српски, можам да ви преведам. Успехот тука не е. И немој да го залажуваме младиот свет кој што управува на компјутер и го управува светот да ги задржиме во Република Македонија, во Република Скопје. На 2000 евра квадрат стан и на прехрамбени артикли кои што се равноправни со цените во Британија, во Германија, па дури и поевтини има артикли тамо од прехрамбени во западноевропските земји. И како, само што струјата е тамо поскапа во сите западни евро, кај нас е свака час да имам тука. Ја реалноста е, кажувам, мене не ме занима, ни ме засигат политичка партија. И од кој аспект сега јас да му кажам, синко, немој да одиш. Па, ако можете и од Британија и во Америка... Ако може да гледаме малце Осло, Норвешка, ова е 10:30 навечер снимено у Осло, у Норвешка, летно време у јуни, да. Каков е животот и стандардот таму, во ред, разбираме. Не гледам никаква причина зашто и ние не би можеле да живееме со висок стандард или барем приближен стандард, само мислам дека да нема крадење. Такво државно крадење. Не зборам крадење од ситници, овие крадел по самопослуга, обил трафика и слично. Тоа го има сегде. Али у Норвешка не може ниеден политичар да украде. И ако украде, ќе одговара. И никогаш веќе во политика. Кај нас, бре, извини, те молам, продолжи. Не се фаќај на темава. Продолжи ти што збореш. Убаво даде убав пример. Скандинавските земји, пред се моралот и културата е пред образованието. Мислам, стручната спрема. А кажете ми кај нас кој е морален политичар од 92 година до 2023? Еден нека каже кој што морален, кажува, вика,
Криминал сум направил тоа, че отстапам и место, и пратеник, и министер, и премиер, не. Дури и понатамо гаат идеи да останат, да го лажат овој македонски народ, да се останат, затоа што тука ние ги научивме. Не се виновни ние. Ние сме. Јас сум виновен што го донесов Зоран Заев на власт. Ја лично сум виновен. И обратно, што го донесов и Никола Груевски, да бидеме еднакви. Не застанувам за една партија. Дали сметаш дека стварно ако еве велиш, подобро е за младите да си заминат од овде, ќе имаат подобар живот. Да. Кој ќе остане тогаш? Никој. Јас ќе останам, не дај Боже, ако се инвалидизирам. Прашање дали може жената да ме однесе до медицински, до здравствен дом. А зошто тогаш не напуштиш и идеш кај децата? Вака, Јанко, се согласувам, го продавам имотот и јас би заминал. Значи планираш, добро, не мора на широко, значи и ти би сакал да заминеш, така? Би заминал, да. Ја кога ќе го реализирам со имотното прашање, да Готово, не, без детали, да не идеме у лични приказни, знаеш, уопшти приказни да идеме. Те молам, оти нема толку време. Да те прашам, еве ти си заминеш, комшијата си замине, јас си заминам, сите си заминеме. Празен простор не остава. Кој ќе живее овде? Африканци? Политичарите, политичките партии кои што прават непотизам, криминал, само с нивните фамилии, само нивните браќа, нивните внуци, мачките, кучињата, со нив нека си живеат. Тие тоа го прават, ние не го правиме. Не сум ја функционер. Ја немам одржана чешма, че колегите мои праша, а кој тогаш ќе работи, нели ако останат само партиите. Драг мој колега, ако не ти е јасно, еве на пример, оваа власт 5 години ништо не работи, ништо не сработено, ние сме телевизија, една покана немаме за отварање на еден капитален објект, ниту една фабрика, ниту еден пат, ниту еден мост, ниту една водовод, канализација, ништо не се прави. Ниту една појата. Само да ти кажам, се живее. Значи Македонија беше задолжена 2 милиарди кога дојдоа на власт. Сега е преку 5,5 милиарди. Значи се живее на позајмени пари. У даден момент ќе ни даваат пари додека позајмуваме. У еден момент ќе ни речат не ви даваме пари. Тогаш ќе се прогласи банкрот. А банкрот е исто така профитабилен момент, бидејќи тогаш ќе се купува ефтино, па ќе се носат луѓе од Бангладеш? Од Бангладеш, од било едва и чека некој си таму од Азија и од Африка за мала пара. Мислам, дали сте свесни дека има луѓе, разговаравме баш со некои наши луѓе кои живееле во Африка, што африканците мислат за Македонија. Рај! За нив е ова рај. И тоа да знаете, празен простор нема да остане. Други народи, други луѓе ќе си ја наследат земјата. Јанко, да, ајде да завршиме со тебе, повели. На инфузија. Знаеш, инфузија капка по капка. Моментот се очекуваат кога таа капка по капка ќе ја стопираат западноевропскиве земји заедно со Вашингтон. Јас сум со сигурност дека еден ден се стопираат. Ако не играме по нивната музика, што тие со клавир или со диригентски парици, не одиме по нивната музика. Се согласувам за све. Меѓутоа, каде е нашиот резултат за овие 32 години? Како не роди мајка едно дете? Има. Сите кои ја напуштија и кои не се филтрирани во тие политички партии, дали левицата, десницата, имаме деца, ние имаме мозоци, имаме научници. Ти благодарам многу за јавувањето, затоа е овдека стои ова Министерство за смешно одење. Монти Пајтон уште 1970-69 година со овој мајтап ни покажа какви политичари ќе не владеат. Тогаш беше мајтап, денеска е реалност. Не ми го давај компјутерот, бидејќи еден господин ми напиша нешто, ама му е страв да му се прочита името. Типична македонска работа, страв ми е. Нема што да му замераме. Вика вака. Слушајќи ја господјата која имала 2 керки, онаа во Норвешка која земала плата 75.000 евра месечно, просто да не верува човек, не го давај компјутерот ни случајно, молим те. Но да не верува човек
Но точно е, кој би се вратил во оваа така наречена држава, држава каде владее без законите, без судство, без морал, без образование, а доктори на наука безброј. Криминалци да ни позавиди Колумбија, Сицилија и ред други криминални држави. Имам уште многу да пишувам, но сите ги знаат, го знаат тоа што треба да напишам. Поздрав, плачи, оние емоджи со солзи. Не ми го спомнува името, благодарам. Ништо страшно не напиша, а човекот има страв да му се спомне името. Замислете, Океј, нема да му биде спомнато името, ја секако дека е тоа. Но да знаете дека кога ми пишувате на Вибер, кога вака ве замолувам, значи пораки на Вибер слободно праќајте ми. Но јас отворам камера и на Вибер не можам да ви ги прикријам имињата. Значи не ми праќајте пораки ако не сакате да биде прочитано. Ја не можам да го прикријам. Значи анонимно, еве, вака на телефон, стајте крпче преку слушалката и овде како Македонија многу лоша злажија, сега немој да ме разберат, мојте, а дека тешко мене. Епа, дечки, разбирам. Зато у Франција ќе се живее убаво, кога не им чинија, не ги шоправат, затоа што им дигнаа старосната пензија границата за 2 години. 1 милион французи. Ваква демократија нема никаде, освен во Грција и во Франција. Тоа се најдемократските земји. Со сите манипулации, со се што прават лошо или добро, тоа е тоа. И полиција не да тепа. Наша полиција за 50 години нема толку пати крената пендрек, колку овие за 1 саат што имаат испотепано собствен народ. Океј, нема врска. Не викам дека решение е улица. Во земји како Македонија, решението не е улица. Решението е избори. Ама не знам дали е стравот или глупоста или неукоста на македонецот. Кога гласаш, никој не може да ти прочита за кого гласаш. Зошто мора да гласате за тие, ако знаеш дека лошо работат? Одинат гласај бре за друга партија, а не затоа што ти е симпатизер. Гласај без оној што мислиш дека може да направи нешто подобро. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Ало, добар вечер. Добро вечер, повелете. Се ја молам во врска овие последните двајца гледачи се јави. Мене ме зачуди господин Јанко, женичката што рече дека земала ќерка е 75.000 плата. Тоа знаеш што значи? Тоа значи фали муфта да те распече, да те расчепа. Кога Џорџ Буш и Барак Обама 12.000 земе месечно, таа 75.000, па тоа е светски феномен. Светски феномен. Последниот што беше Барак Обама земаш ја со 18 години во момент. 12.000 месечна плата долари, а не 75.000 евра. Македонците увеќе, кој ќе дое од Македонија, студенти, преку студентска размена, кој ќе дое, кој ќе почне да кажува ја ово, ја оно, ништо не знае. Мисле дека така вреќа на гранките се доларите и часове ќе се датат. И на крај ништо не направи. Фала ви многу, тајениот тај другиот лажија. Тај првиот гледачка што черките, тај вториот што зема од вас. Чекај сега. Океј. Вака, многу вака. Фала, ама стварно немам корист од ова јавување. Имаме тема. Ти сега збориш за некој друг. Ја те прашувам. Имаш ли некој свој надвор? Како може да лаже на Але телевизија? полека бе, кој си па ти да кажеш? Еве ја тврдам дека не лаже. Полека, не збориме за тоа. Не веруваш што е твое. Во ред. Јас сега те прашувам. Имаш ли ти некој свој надвор? Знаеш, лажгото спушта телефон и бега. Извини, тоа ми е чувството. Зошто да лажела? Еве ја ќе ви кажам, дека и ја познавам луѓе кои сериозно, дури и по големи суми месечно земаат. Дури годишно ми се чини дека заработуваат и по преку 1.000.000. 1.000.000 евра. Што значи годишна плата колку му е?
И то лично ги познавам. Ја лажам, извини ако не веруваш. Тоа е во ред. Но има луѓе работат во приватни бизниси, работат за нафтени компании, работат за научно-истражувачки лаборатории, работат за фармација. Знаеш како се плаќа таму? Па поготово кога ќе видат памет наша, пошто им доаѓа полуписмена стока која не знае јазици, ние сме македонците колку толку прибрани кога ќе отидеме, ние сме готов производ. Знае 2-3 јазика, има докторат, знае што работи, знае како да работи. Они тоа знаат да го препознаат и го плаќаат. Па те зема и како партнер после во фирмата, а не само како вработен. Лажела. Еве и да лажела. Што, зар нема македонци кои заработуваат по 70.000 евра плата? А требаше да ми одговориш. Прво, дали имаш некој свој надвор? Дали тие си отишле и зошто си отишле? Дали ќе се вратат? Ако немаш, дали нашиве деца треба да идат надвор или не треба да идат надвор? Ако идат, зошто да? Ако се враќаат, зошто не? Не треба да се вратат. Значи, тоа се прашањата. Не тука да ми се расправате, тој што се јави лажал. Прво, и да сакаш да знаеш, не можеш. Можеш да не веруваш. И тоа е твое. Ама да ми се јавуваш и тука, една реченица, види, не верувам. Јанко, ти што кажа, ова не е вистина. Но јас сега ќе кажам моето мислење. Па кажи го, бре, твоето мислење. Што е ово македонска работа? Дно. Сори, ама не се навреди. Јави се пак, ама збори за темата. Дали треба да си одиме? Зошто да, зошто не? Или имаме некој од надвор, треба ли да се вратат? Зошто да, зошто не? Тоа е многу е јасно. Ако имаш некој твој надвор кој работи за 300 евра, окей, кажи зошто работи за 300 евра, нема работа. Бидејќи има македонци кои исто така велат. Тешко е за работа, бе. Се враќам, стварно е тешко за работа. Доти додека си здрав и функционираш. Закашлај се. Кој те врти, бе, запате тоа, бе. Какво боловање, одма те шутира од работа. Освен, може би, за оние највисоко образовани докторати или што ти ја знам и така натаму и така натаму. Па малце ли наши живеат и работат во Париз, во Лондон. Чекај да видам една порака што ми стигна. Пак гледач анонимен. Ама ја не можам да ви ги кријам. Алал, да тие што ја пушти песната, за вчера што ја пушти в песната, ми заплакало село Ваташа. Анонимно. И зошто анонимно? Ова е мизеријата наша. Мислам, да, стварно треба хумор некој да се набие нова. Не се. Безсмислено е да идам во Норвешка или во Англија во потрага по материјална користа, да не можам во недела да си појдам на литургија и да си посветам на Бога. Тоа се земји со срушен дух и отсуство морални вредности, 70% атеисти. Да си ја сакаме земјата и да му бидеме благодарни на Бога за се што имаме. Колку сака нека им е убаво, дома си е дома, да се разбереме, Македонија е се што имаме. Вака, потпуно си во право, господине, што ми го пише ова. Јас сега ќе ти кажам, Македонија е 2 милиона, да речам милион македонци има, така, православни христијани уште толку, ајде да речеме, нели? Во црквите, во храмовите, очигледно не сте биле. Пусто е. Трчи човек. Каква причест, каква литургија. Во Македонија има 500 верници. Знаеш што е верник? Човек што редовно иде на литургија, се причестува, се исповеда, пости, бидејќи е тоа лајфстайл. Све друго, она декларативно. Што се однесува до православни храмови имате со такви духовни прекрасни отци во Париз, во Лондон, во Норвешка, секаде имате. Каде и да сте. Ако сакаш да се причестиш, бидејќи дали ќе се причестиш ти во Осло или ќе се причестиш во некое скопско македонско село, нема никаква разлика. И опелото, ако гробот не ти е тука, духовно ти си со својото.
почина, ти му оддаваш почит во било кој храм, било каде на светот. Господ, да, ни дал земја да си ја почитуваме. Јас сум одбрал да седам тука и така натаму. И твој избор е да останеш тука и така натаму. 70% атеисти. Во Македонија се 80% атеисти. Зошто? Затоа што од тие 20% кои тврдат, од тие 100% кои тврдат дека се христијани, од христијанство им е само декларативно. Ставање слики на Фейсбук. Ристо и Богоројце. Толку. Бидејќи во активен литургиски живот, знам, сум бил сведок и ќе бидам и натаму. Живо пиле. И оние сега што се јавуваат, ќе ја спасуваат црквата. У црква не сум ги видел. Ама ја не влагам тоа, МПЦ. Абе, влези ти да се причестиш. Бидејќи Господ на сите ги дава тајните. Како можеш ти да се залагаш за црква? Како, еве, сега се залагаш за Арама. Како да имаат подобра обука. И ти седиш на Фейсбук, правиш некои листови, подпишувај за ово. Абе, влези, стани министер, влези таму, направи програма, иди да обучи се во Русија, во Кина, во Америка, донеси нова програма. Не знам, напреди го духовно. А нашата црква е духовно доволно напредна од нашите свети отци. И сега ти ќе го решаваш проблемот. Ти решаваш политички проблем преку црква, затоа што си неспособен политичкиот проблем да го решиш политички. И сметаш дека, не сметаш, знаеш дека по големиот дел од македонците 70% се декларативни христијани. Не го знаат ни Светото писмо, ни светите тајни, се е тоа. Знаеш колку знаат? Јанко, ти не си по Библијата, земјата е рамна, пишу у Библијата. 40 години го читам тоа Свето писмо. 40 години сум на литургија. Каде е тој цитат дека земјата е рамна? Бе, како не ви е срам да се повикувате на Бог и на светата книга и да лажете? Не се однесува на туку на изборот дека на човекот што вели дека Македонија е се што имаме. Тоа е точно. И ја ќе останам и ќе се борам колку можам. Не можам, нема да се снајдам надвор колку и да сум космополит. Но замисли да сум неспособен да работам, да заработувам и да живеам како паразит на оваа земја. Нема ништо полошо. Тоа е уништување на земјата, па дури и на црквата, нели, молиш за храна, молиш за ова. Има луѓе што мораме да им помогнеме. Но замисли да си работоспособен и да не можеш да најдеш работа, да заработуваш, па молиш пари од партија, па молиш пари од држава, па молиш пари од религиски заедници, сите ти помагаат, а ти уништуваш државата. Ако си работоспособен и можеш, подобро иди надвор, па ќе можеш слободно да им помагаш на другите. И ја ќе ви кажам дека нашите луѓе, колку успешни или неуспешни, повеќе прават за Македонија од што ние овдека ужлебени по институции кои партиски сме се ухлебале и што произведуваме, чекаме донации од партии или партија ако каже спонзор од некој, пушти му на тој некоја паричка и тоа е тоа. Каде е тоа да го произведеш собственото? И па затоа нашите идат, произведуваат, прават, помагаат на тоа општество, си помагаат себе. Ма кој македонец не помогнал на својата фамилија и на својата земја? Дали било за црква, дали било за лекови, дали... Македонија месечно добива 2 милијарди долари донации и испраќања, достави од нашите луѓе од цел свет за овие луѓе да живеат овде. Затоа што пензионер не може сам да излезе. И они ќе му пратат 200-300 долари, он ќе купи лекови, ќе плати сметки и со пензијата си живее колку толку минимален пристоен живот. Тешка е нашава живеачка. Но гледачот што се јави нај на почеток, ние сме виновни. Добро вечер за следниот гледач. Здраво, Јанко. Здраво, повелете, во програма сте. Си начекав. Да, повелете ја.
Јас сум Јанко еден повратник од странство, ама многу поодамна уште во поранешниот систем. Сакам да кажам, имам своји луѓе, роднини, што се сега поедени. Ја воопшто не му препорачувам да ода. Зошто? Зошто? Затоа што како дома нема нигде. Освен ако немаш никаква екзистенција тука кај што си, немаш ни кров над глава, немаш ни, како што го имав јас и бев принуден да одам. Ама таму се вработив, се малце во почетокот тешко и во ред. Ама туѓина си е туѓина. После неколку години се стабилизира, убаво работев како што треба, се пари убај. Ама полни џебој пари, празно срце. Зошто? Затоа што со трупо си таму, а умот ти е таму кај што си роден. Дали се слагаш со мене? Не. Не, добро. Значи, Во ред. тоа е твое Друго, мислење? Сакам Не, вака, кажи. малку на шега. Прво се согласувам, затоа што се согласувам, тоа е твој став, кој си Така. го донел ти. И тоа е искрено. Така. И не можам да ти го негирам. Но, што можам да негирам? Многу наши, па и мои пријатели, си отишле, успешно живеат, нема да се вратат, среќни се, имаат семејство, имаат фамилија, имаат љубов, имаат пријатели, имаат разбирање. Значи, не Браво. секому му е добро, не секому му е лошо. Некој Така. подобро ќе помине, некој полошо. И ти си одбрал Македонија. И тука за мене нема разлика дали си ти подобар или не. Си направил свој избор и знаеш што почитувам кај луѓе како тебе. Си поднел одговорност за своите постапки. Никој не ти бил крив. Ти не окривуваше ни Македонија, ни Шведска, ни Англија, ни овој, ни оној. Јас си донесов одлука, дали ми било тешко или не, тоа е маж, тоа е човек, тоа е дух. Такви луѓе почитувам. Не да кукаат, не да плачат, машки да го издржиш тоа што си го донел како одлука. Не ти било убаво, се враќам. Крај, што има, никому не треба да се правдаш. И твое, како рече, ако мене ме прашаат, ја викам не идете. Тоа е моето искуство, тоа е моето знаење. Какво ќе биде, ја не знам твоето. Ти никого не спречуваш, ти даваш совет човечки и искрен. И ја го почитувам тоа. Сега, се извинам, може да се искажам појчето зашто се јавив. Да, повелете. Вака. Работев во Париз околу 8 години и преку фирмава, што ми се случи, работев кај ни баба и дедо, да речем. Му работев нешто преку фирмата. И на крајо, Јанко, му направив нешто од мене. Не фирмава, него од мене. И без да му наплатам. Бабата, сега јас сум на тие години како тогај што беше, од радо се расплака. Малце и мене ме расплака. Значи, од тогај сега, еве што сакам. Сакам сега волонтерски тука. Јас сум од околина, од Прилеп сум и околината. Сакам да работам кај сиромаси луѓе што нема што се вика леп да јада, али нешто има за поправка или било што, сакам волонтерски да му поправам, без да му наплатам ни динар. Сега, ја мојот број ќе нека го запиша таму во режија и исклучиво кај сиромаси луѓе, а јас ко ќе појдам таму, одма знам дали е тој сиромав, се знаа луѓето уште врат портата ко ќе Вака, значи... влезиш. Значи... Ето ми е желбата и сега сум пензионер, да речеме, имам средни примања, нешто од таму, нешто од овде, значи не сум толку зависен и сакам така на некој начин и да си ја исполнам душата.
Ете, тоа е. Прво ти честитам, браво на овој хуман гест. Фала. За жал, Советот за радиодифузија не ми дозволува дури ни својот број да си го кажете, дури ни од режија. Зошто? Затоа што ние не можеме да провериме чив број е. Мислам, тоа законот така. Ја можам да ви верувам, но знаеш како треба да докажам, нели? Така се штитат од злоупотреби. Но мој совет вие, претпоставувам мобилен телефон дека користите, знаете да уклучите интернет, дајте си еден оглас на Facebook профил, сите го имаат денеска, ама буквално сите, ништо не е тешко, лесно е, направено е баш за стари луѓе да се дружат со своите било каде во светот и преку тој оглас да ве контактираат или мејл и така натаму, па да ви кажуваат. А вие, мислам дека лесно ќе најдете начин, тогаш ја можам да го прочитам во емисија, например, ако ми испратите ваш профил, тогаш ја можам да го покажам, нели? И во кој крај, например, кај рековте дека во Прилеп ќе работите и Прилеп. Прилепи, можам и околината, селата, Прилепи да речеме, околината, ако има да. негде некој Така. сиромаси отепани, што се вика. Да им помогнете, Иначе, не знам, ако да заковате, ништо друго, да заковате преку врски ќе кровот. почнам, мислам, одовде. Така. Преку некој А мој што познати, можете? па ќе ми кажа, па кај има, што има и А така. што можете да работите? Струја, изолација, водовод? Еве сега ќе ви кажам. Можам да работам, купатила можам да изградувам, водовод можам, зидајне можам, малтарија можам. Добро. Работев како хаус мајстор таму. Добро. Значи сето ми е познато. Браво, Радоша, што се господине. вели. Браво, господине. Волонтерство најискрено, најчестно и вистинско волонтерство. Тоа ми беше појќе целта, Јанко, многу ти Ви благодарам се што одбравте да се јавите кај и мене пријатно. и слободно контактирайте ме на Facebook или на мејлот, ете го мој и така натаму, ќе пренесам. Браво, ви честитам, не знам што да кажам. Мислам, убаво е во ова време на себичност, луѓе кои сакаат несебично да помогнат, како вика човекот, да ми се исполни душата. И стварно, знаете што? Да даваш, значи да даваш, да даруваш, да помагаш, е божествено. Деки од Бог све сме добиле, нема поголема радост, луѓе мислат дека е нели радост која некој ќе ти даде, која ќе верувајте, нема поубаво кога можеш да даруваш и да помагаш. Тоа чувство е ненадминато. И затоа сакам во животот да стигнам до тоа да помагам не само на моите, на блиски, на сите. На сите. За жал, толку ми се засега можностите. Добро вечер за следниот гледач. Расна дебата имавме вечерва. Прилично се... Добро вечер. Добро вечер, повелете. Околу тема, а? Одлично. Добра е избрана. Сакам да кажам како да прашам, поготово ево, како би ги задржале младиве тука овие последниве години после сиве работи што се случуваат. На економски план. Како да му обезбедиме, ето како да ги убедиме дека е добро, дека може да се живее и може да се напредува. Сега, кога ќе поставиш вака прашање, кажу и чаре, пошто ја не можам да ти дам чаре, али кажи ти што мислиш? Чаре. Јас не гледам чаре. Барем за македонскава страна. Пошто гледаме последно време што се дешава, како се вработуваат, кои партии, која етничка заедница напредуваат и како се вработуваат сите блиски на функционери, на роднинска врска и пријатели. Еве ти прашање тогаш. Гледам малце ти со мака збориш, па ајде да поразговараме, да те прашам.
Дали ќе си заминуваш ти од овде? Јас 25 години вложувам во едно мало бизнисче кое што да речам секоја година гледам да го надоградам, да направам уште нешто, да можам да просперирам на некој начин. И сега после 25 години влог тешко е да го оставам то и да напуштам, пошто и годините веќе не дозволуваат. Меѓутоа млади ве гледаат дека со толку мака, со толку труд не се постигнало многу за да го преземат тој бизнис и да останат тука, да би вложиле и да би работеле. И сега јас да би се прашал да би бил едно 20 на години помлад, со ова иста работа тука би успел, се надевам дека би успел негде настана повеќе. Значи, години придонеси плаќање на државата, години давачки, години ред други работи за возврат, за сега ништо. А што очекуваш за возврат? За возврат, барем да имаш некоја надеж во образование, во школство, верба во здравството, верба во институциите, не дека барам нешто да ми се врати, да ми се плати. Да имаш надеж на поубав држава, поубав живот за младија. Нема некој надеж. Ето тоа е на некој начин безнадежно. Ево последно што се случува со здравството, сите гледаме. Здравството е за никаде. Се отпуштаат, си одат квалификуваните доктори кои што имаат познавање, остануваат, да не речам, пак. Како ќе ги убедиме сега децата да веруват во здравството, како во школството? Имате ли деца? Да. Дали си замина? Не се заминати. Дали ќе си заминат? Па искрено размислуваат, пошто сте на возраст тинеџерска и мислат дека со ова што досега се школувало, години вложени во образование и во школство и немаат некоја иднина, немаат надеж. Мора да си нешто партиски близок за да можеш да се вработат соодветно со нивното образование. Така да... Вие ги советувате да си одат? Да, во секој случај. Ви благодарам, многу ми е жал. Пренесовте чувство како кај повеќето просечни македонци и многу ми е жал поради тоа. Благодарам за вашето јавување. Па да идеме со последниот гледач и тука да ја затвориме емисијата. Не очекував навистина околу многу реакции, но изгледа боцнавме во многу болна точка и боцнавме. Ништо не сум боцнал, ја едноставно вие се ја кажувате вистината и која ќе се чуе. Ме израдуваа неколку јавувања кои кажаа дека успешни, бидејќи се радувам на сечи успех од наш човек, дали е на бизнис, дали е на уметност, тука надвор и така натаму и така натаму. Сето тој помага на оваа земја и секому. И многу ми е мачно кога луѓе, филјан луѓе, не можат да се пронедат, не можат да се остварат, не можат она заслужено каде што обично дури знаеш, затоа и западот го сакаат толку, дури подпросечен човек од обичниот наш ќе направи нешто, животот ќе има лагоден зив. А камоли нашиве вредни луѓе. А камоли нашиве вредни деца. И затоа е разбирливо зошто си одат. И затоа не можеме уште да збориме дека ќе се вратат и има зошто да се вратат и каде да се вратат. Добро вечер за следниот гледач. Последни. Добро вечер Македонија, добро вечер Јемко. Океј, Тале, ако може на темава 5 минути и да ја затвориме емисијата крај, бидејќи ти си последен. Повели. Пред се би сакал дека моето зборување да го почнам
пред едно отприлика, не знам, 20-30 години, на македонска телевизија имаше некој интервју со француски лидер на партија, Патриотска партија од опозиција. И така јас малце го заслушав, го загледав човеков и тој покрај другото ова го рече. Значи нагласувам, Патриотска партија, лидер на партија, беше помала партија. И тој каже вака: не знам, вика, зошто, вика, вие источни народи, кои, вика, се уште имате некој дух во себе си, некои вредности во себе си, духовни вредности, како народи, толку му се покорувате на Западот, кој нема душа, се изгубил како душа, како духовни вредности. Значи, ова го рече, па нагласувам, француски лидер на партија, Патриотска партија. Сега, мене многу душева ме боли што некои така толку нешто онака масовно размислуваат да си заминат. И што сега? Да ги прашам тие што пропагираат за заминување. Ајде, тогаш ајде. Што јас па да останам, Ајде, дојдем да заминиме, доедем буквално и да заминиме, ајде. И то решение е. Земјава за која гинеле генерации пред нас на 18-20 години, кои не добиле ни плата од Македонија, ни пензија, ни школство, ни здравство, ни мирен живот немале како нас. Живееле во робство турско, бугарско, српско и па биле македонци, па тука останале, а не заминале. Она песна на, за солунски гемиджи, налеј, таа французинка шо вели во таа песна, не ги разбира зашто се враќаат во Македонија на 20 годишна таму возраст, а можеле да останат во Франција, да имаат и жени, да имаат и пари, да стекнат и големо богатство, луксусно или раскошно живење, но тие одлучуваат, се враќаат во окупирана мајка Македонија и копаат како кртови тунели во Солун, македонски Солун, да стигнат до банката, до поштата и таму стават динамит и се саможртвуваат на 20 години. Сега да споредиме, ние според нив, велам пак, школство, здравство, живот, се. Што направивме ние за Македонија, за кауза македонска? Почнувам јас од себе си, како тале. И сега јас ќе пропагирам, млади, заминувајте. Ете, пропагираат те луѓе по вакви емисии во комуникација, било каде. Колку лекари заминаја? 2000, 5000 лекари, медицински персонал. Што се случи пред некој ден во Битола? Девојче Ангелче си е прости Господ. Зошто? Сигурно, не знам таму, еве, тука во Прилеп да речеме, во некој одделенија, дали интерно, дали не знам, било кој одделение, има само еден специјалист. И тој што специјалист останал, дали е одличен лекар, дали не е одличен лекар, не е важно. Тој сам не може да намаса да се грижи за цел град Прилеп и околината, за 100.000 народ, да речеме, со селата. И сам тој утре човек како поединец лекар, кој останал за нас да се грижи, ако од преголем замор, од деконцентрација, направи грешка лекарска, ние ќе го линчуваме тој доктор. Не сакам да кажам дека сочувствувам со братот Стојче и братот Игор како кум го знам Игор поготово, кумот на Јана, Бог да ја прости. Значи, не сакам да оправдам лекарска грешка, но зборам шо ми е. Каде е та наша вина? На оние кои пропагираат, лекари, заминувајте. Чекај човек, што правиме со деца овдешни, што ги има 100.000, Ангелчина, Македончина. Кој утре за нив ќе се грижи? За милион македонци, другите роми, албанци, кои да се, што правиме сега? Ајде, масовно бегајте. Како бе луѓе така бе? Како бе луѓе така бе? Мајка Македонија гинеле на 18-20 години, партизани, комити гинеле. Ајде сега дојдем, ајде бегајте. И што после? И таму една генерација 2 ќе се претопат во германци, холанџани, ќе се омажат за муслимани,
за црнци, за германци и ќе заборат дека имал дедо, баба, македонци од Македонија. Тоа е решение. Мислам дека тие во Франција од една страна секоја 6 за 2 години зголемен стаж пензиски, цела Франција се крена на нози. А што правите ви во Македонија? Спијате на уши. Јас деца немам. 20-30 години полип на гласи и жици добив, секој ден се борам за Македонија, за ваши деца. Што правите дел од нашиот народ, спијат на уши. Ги интересира сапунски серии, коскарници, кладилници, македонски артикли не купува ништо, македонски пејачи, македонска музика не почитува, не цени ништо наше македонско, а вика дека Македонија не мучини. Мислам дека Македонија, Господ ни е дарил, е прекрасна рајска земја. Само мислам дека голем дел на македонци не ја заслужуваме. И доста плукате по мајка Македонија, оти Македонија сме сите ние. Држава Македонија сме сите ние. Дојдем. Мислам дека разочарувањето од политичкиот и економскиот значи, ти благодарам за јавувањето, супер беше, задоволен сум од тебе вечерва. Убави работи кажа. Мислам, само не се слагам дека е плукање по Македонија кога луѓето критикуваат корупцијата во Македонија, системот во Македонија и така натаму и така натаму. Од Македонија заминувањето не било само Втора светска војна, Прва светска војна, грчко, турско, српско, француско, марсовско, од секогаш било. Значи, откако е Америка појавена, нашите идат таму. Тешкото е наше национално богатство, а тешкото ни е орото за разделба, мачнината. Се заминува на гурбет. Тоа е, но не знам дали во било до олку, да, било мачно, нема збор, но до олку, како што е годиниве, и да, порано имало и поголем криминал, далеку од тоа, немало силување, немало јаничари, немало земање деца и така натаму, набивање на кол. Денеска има ментални колови, има нешто друго, повторно има искушение и некои ќе останат, некои ќе си заминат, некои се незадоволни, некои не се. Но мислам дека не постои ни еден човек што ја колне Македонија. Не може, мислам дека до толку дури и атеисти да сме имаме негава богобојажливост, ние плюкаме партии, плюкаме системи, некој ќе плюка црква, некој партија, некој власт, една, друга, трета и така натаму, кој што ќе му дојде и... Но тоа е демократијата, тоа го дозволува и од секогаш било така. Не се. Јас само едно имам кажано, надеж нема никогаш да загубам, бидејќи губењето на надеж е против моите убедувања, против мојата вера. И кога е најбезнадежно, Јас се трудам да се надевам и тоа е искрено, не само формално. Така се градам себе си цел живот, бидејќи тогаш, ако немам надеж, тоа е во спротивност со моите религиозни убедувања. Да си ти христијанин, да немаш мака у животот, или да живееш мака, а да немаш надеж, ти не си христијанин. Така што, тоа е еден сложен процес. Ни сето ова, иако сочувствувам со вас, знам дека многумина од луѓето што страдаат у животот, се борат психички, физички, ментално, секако, на крај ќе бидат спасени во целава работа. Неколку коментари. Има еден кој искоментирал, кој вика најсебична работа во животот е да му помогнеш на некого, има поговорка. Александар, ти благодарам, но ова е жив сатанизам. Ова е, да, постои поговорка, бидејќи поговорки има и продуховени, но има и од сатаната. Да му помогнеш на некого е божествено, човечки, христијански, хумано. Не да го значи да му помогнеш, добриот самаријанин
bilo komu da mu, a pogotovo da mu pomogneš. Znači, pazite, сега сме у пости. Да му помогнеш на оној за кој со сигурност знаеш дека не може да ти врати. Не по заслуга, не роднина, не пријател, него да знаеш дека не може да ти врати, дури ни благослов да не те ни види, да не може да возврати. Бидејќи делото, ако ти е толку несебично, ако ти е толку искрено, ако ти е толку љубовно да помогнеш некому, тоа ќе биде забележено од таму каде што треба и од тој што треба, а не од човек. Не правиме услуги за да добиеме услуга. Знаете, кај нас човекот приеска спомна за волонтерство. Сакам да волонтирам, да им помагам на луѓе. Тоа е волонтерство. Не да наплаќам. Тоа е волонтерство. Кај нас е волонтерство. Ја ќе волонтирам во болница, во фирма, во она, ваму и таму, ама да ми плаќаат струја, да ми плаќаат вода, да ми плаќаат транспорт и така натаму. Тоа не е волонтерство, дечки. Тоа е наемно без плата, ама со некои бенефиции. Волонтерство е потполно бесплатна посветеност во некоја кауза од која немаш апсолутно никаква корист. Јас сум бил и сум бил заедно. Не сум волонтирал, но сум бил заедно со луѓе што волонтираат во Обединетото кралство. Значи, пензионер станува у 9 са бајле, пензијата му е у џепче, од 9 пали колата, се паркира пред болница. Што правиш ти? Има блиска особа во болница и требаше да ја транспортираме до собата кај бевме сместени и викам, ќе викнам такси, не, вика, не се трошете, вика, имаме ние, вика, наш превоз овакво. И ја искачам, ме чека човек во некоја стара караванка, постарчичко, и ја викам, треба да ви платам? Не, вика. А вика, вие работите за болницата? Прв пат се сретнувам, 80 години, свемир за мене. Не, вика, ја волонтирам. Што е тоа волонтерство, се извинувам? Ја вика, имам слободно време, можам да помогнам и доаѓам, возам неколку часови која ќе ме повика во болницата, да им помогнам, транспортирам болни од една до друга болница, од еден до друг град, ги носам од дома до болница и така натаму и така натаму. И он се чувствува среќен и задоволен и викам, ви плаќаат ли гориво, некакви трошоци? Не, вика, се е моје. Значи, потполно волонтерство. Како тој човекот што го рече. Тоа е многу блиско христијански да помогнеш без да очекуваш некој да ти врати. Но многу мина луѓе им треба помош, бараат работа, значи и тие што бараат за возврат нешто, и тие треба да ги разбереме. Во тешка ситуација сме како земја. Не умираме од глад, апсолутно, иако има гладни луѓе, но многу ни треба помош. Ние многу треба да си помагаме едни на други, а ние сме закрвени, раскарани и искушенијата да му помогнеш токму на оној кој не е од твоја црква, кој не е од твоја раса, кој не е од твоја вера, па кој дури ти е непријател, е нашиот повик. Тука треба да се надградиме. И тоа е лично. Тоа не може општествено, тоа лично потрудете се. Лично, како до крај на живот со тие што најмногу ги мразите, ќе успеете да им простите, да им помогнете, затоа што он го чека тоа од вас. Не чека да пцуете, се осветувате. Тешка е таа борба и низ таа борба можеме само да станем, бидејќи се бориме за вечен живот. Смртта е најнеприродна работа. Апсолутно, кој ќе ви речат лекари, научници и сите оние дека смртта е природна работа, не. Смртта е најнеприродна работа. Цела природа, цел универзум тежне кон вечен живот. Секоја промена на исчезнување му е неприродна, насилна, нелегитимна. Уште само да ја поздравам Елвира Исени од Јордан. Она ми пиша дека она би се вратила во Македонија, но незините деца не, и еве зошто. Овде во Јордан, еве да почнем од ќерка ми, она сака Скопје, зборат сите мои деца, чисто македонски, втори јазик, ни сите 5 деца има, да ти се живи и здрави, Елвира,
ама велам овде се воспитани другчие, керките ми идат во женско школо, Јанко Илковски, друга димензија е, знаат што е симпатија, што е нормално, имаат час по вероисповест, на се сега на се за останата средина, тоа е таква, насочена кон Катар и Дубеј, ама мерек ми е да имаат македонско државјанство, Македонија е моја земја, поздрав. Гледате, луѓето со деца многу се плашат од ова модерните времиња и со право и насилното перење на мозок на децата со NGO програмите, кои се сериозно антиприродни. Но тоа е реалноста, кој како ќе се бори. На запад е уште пострашно, овде допрва ќе доаѓа и разбирливо е. Некој му е добро, некој не. Благодарам на сите што се јавивте. Оваа емисија ќе биде една од посебните кои ќе се памти. Лека ноќ и пријатно.